Добар ден, почитувани гледачи. Или повторо, добро дојдовте во моја емисија Отворено на тема, што оди во 17:30 секој ден на програмата на Ирис телевизија. И ги поздравувам сите мои гледачи таму од Свети Николе па целиот овој дел од Источна Македонија и слушнав интересни вести за Ирис телевизија дека повисоките делови од Куманово не следеле. И така ни праќаат некакви сугестии околу тоа што да ги прашаме нашиве гости, иако се од една друга изборна единица. Но темите се универзални. А и законот вели дека на пратениците кои ги избереме ги представуваат сите граѓани на Република Македонија, а не своите изборни единици. И овде јас поставувам прашање на оние кои претендираат вас да ве представуваат. Затоа што така наумиле, така некој ги избрал, ги поставил или затоа што си убедени дека може да направат нешто добро за заедница. Што е тоа што га оценува, што е тоа што и дава тон на кампањава што е започна од 20 на во Република Македонија. Иако ние од средината на октомври имаме постојани вакви гости и постојани прашања до оние кои вам ми нудат одговори. А тоа е персоналноста. Зошто мислам така? Некако се изгуби односот кон програмите, кон она што се нуди. Толку гледаме врз основа само како статистички податок. А персоналитетот, посебно на лидерите, излегува излегува на површина. Па така едниот е ваков, едниот е онаков и се замајуваме со тоа. Но има време, ќе ги прашуваме за ставовите кои се битни и за нас, но и за нив како политичари, ама и за нас како граѓани од тоа што ќе живееме. Што ја очекува Македонија? Не знам. 12 секако, нели? После 11. Но во што ќе влезе Македонија? Ќе имаме ли замена или промена? Ќе имаме ли подобрување или континуитет? Иако за некој континуитетот е продолжување на добрата страна од неговиот живот. Се се тоа дилеми кои излегува пред македонските граѓани и пред нас како иднина. Затоа овде им пружаме шанса на сите оние кои може да кажат или да предложат некои други алтернативни патишта или ставови за она што не очекува по изборите кои ќе го правиме ние. Потребни ли се промени? Имаме една коалиција таква која што со факти се обидуваат да ги убедат граѓаните на Република Македонија дека тие се нужност. Носителот на изборна единица Тројка од третата изборна единица од оваа коалиција, Весна Стојменовска, е мој и ваш гостин. Јас ќе поставам прашања, а вие следете ги одговорите. Господице Стојменовска, добре дојдете во моја емисија која има такво едно име Отворено, ама на тема. Отворено ќе разговараме затоа што тоа е многу важно за моите гледачи од Источна Македонија, а темата се изборите. Има така, поверете. Пред се да ви се заблагодарам на поканата и да ги поздравам сите гледачи на ТВ Ирис. Секако отворено на тема, искрено и честно од душа. Така, бидејќи сте политиколог. Така. Морам да ви поставам веднаш едно реторичко прашање. Повелете. Постои ли во она што ние го нарекуваме политика честност? Иако што би рекле англиските политичари, за честноста не се ни разговара, таа е предпоставена, бидејќи без тоа не се добива довербата. Кај нас некако на друг начин. Има ли во политиката честност? Во политиката, како што досега можевме да видиме за овие 25 години, тоа беше нешто, честност и одговорноста беа ставени во втор план. За жал. Значи, секогаш предимство се даваше на личниот интерес пред општиот интерес. Она што ние како коалиција за промени и правда го нудиме е промена на политичката матрица со тоа што одговорноста ја ставаме на прво место и пред се одговорноста на политичарите и носителите на високи државни функции. Зошто? Бидејќи политиката е професија, значи не е привилегија. Политиката е професија и политичарот си извршува одредени обврски согласно устав и закон и мора да се придржува до тоа. Бидејќи ако тој не го прави тоа, како може граѓаните нели да се придржуваат до одредени норми. Политиката е професија. Да, политиката е професија. Еве повторно едно прашање. За да се биде професија, политиката треба да се има и некакви квалификации, така ли? Освен тоа што граѓаните ќе ти дадат глас, ама тоа не смее да биде едната, тоа е само едната страна. Зошто некој би бил професионален политичар без да го потврди тоа на приватен план, поточно на планот на што му е занет? Еве тоа прашање го поставам овде. Зошто луѓе кои не покажале дека знаат во своја струка сметаат дека треба да бидат професионални политичари?
Па видете сега, нашиот систем не нуди отворени листи граѓаните да гласаат за личност, не да гласаат за човек. Ние го знаеме системот каков е, тоа се затворени листи и се гласа за партија, не за одредена личност. И тоа е голем проблем во Република Македонија. Затоа ние како коалиција за промени и правда, кога велиме системски промени, пред се мислиме, за жал тоа и го предложивме имено измените во изборниот законник, и тоа да биде и дел од Пржинскиот договор како излез од политичката криза, но само 4 фактори кои што учествуваа во тие преговори, кои имено беа затворени, не го прифатија тоа. Има ветување од одредена партија дека тоа ќе се случи после овие избори, но како и да е, ние инсистираме на една изборна единица, пропорционален изборен модел и отворени листи. Што ќе значат отворените листи за граѓаните? Тие ќе гласаат за личноста, тие ќе гласаат за човек од нивната средина, значи ќе има и одговорноста ќе расне, бидејќи тој ќе има чувство на политичка и морална одговорност пред граѓанинот пред кој се презентира и го бара неговиот глас. Она што исто така особено важно, дека со промена на изборниот модел, дека и парламентот ќе стане реален одраз на волјата на граѓаните. Ваквиот модел со 6 изборни единици, што се надевам дека тоа сега ќе се промени, иако веќе започнуваат оние апели дека патот, дека гласот упатен на трет блок или на друга партија е загубен глас, ја ги уверувам граѓаните на Република Македонија дека тоа не е точно. Зашто? Бидејќи 25 години се даваше гласот на една од двете големи партии за да не биде загубен, тие освојува апсолутно мнозинство, правеа влада и за жал ги суспендираа, тогаш се случуваше извршната власт да ја суспендира и законодавната и судската власт. Што значи дека се воведува еден апсолутен систем на влијание, го имаме искуството, значи и со едната и со другата партија, и доколку се даде можност трета опција, трет блок да освои значителен број на пратеници, тогаш ние веќе имаме во парламентот една рамнотежа и една контрола на она што ќе го прави идната влада. Таа нема да може да се формира без учество на повеќе партии. Веќе ќе говориме за плурализам во вистинска смисла на зборот. Така, ајде сега да ве прашам како политиколог. Кога еден систем кој е компониран така како што е компониран уставниот и законите што следуваат по тоа, посебно изборните законици и ред на други подзаконски акти, доведуваат до тоа да Македонија е во постојана предизборна кампања. И во постојана сме во очекување на некои избори. Дефектен ли е системот? Или нашиот менталитет на практикување на демократија е дефектен? Па видете, токму така како што реков, системот покаже генерира кризи. 25 години се генерираат веќе овие кризи, што пред времени парламентарни избори. Има интересно пример во Америка, конгресмените вика се бираат на 2 години, вика зошто, вика за да не премногу се утврдат во фотелите, нели, за да имаат кондиција. Меѓутоа тоа е сосема поинаков систем. Нам на вистина ни треба една стабилност и 4 годишен мандат за да може, нели, тоа што програмите, значи презентацијата на програми, на приоритети за она што би го направила идната власт и идните пратеници за што ќе се залагаат во тоа собрание е многу важно. Така, има овде разни школи или теоретски подложки околу тоа јак парламент е слаба влада, а слаба влада е постојана повторна несигурност, и ако има многу партии според нашиот менталитет ќе имаме купување, прекупување, прелетувања, па постојано ќе имаме, но да го оставиме тоа како дел од нашиот фолклор. Вие го рековте дека затворените листи не дават персоналитет на пратениците. Ај ние тоа да го разбиеме овде. Весна Стојменовска сака да ги представува граѓаните од тројка и е на листата за водносител сте на оваа листа, а зошто тоа да го направите? Имате 34 години, сте политиколог, кога јас знам. И зошто, како ќе го видите Воја Маневски да гласа за вас? Зошто ви го направите тоа?
Па пред се ќе поразговараме и за нашите приоритети и за она што се залагаме ние како коалиција за промени и правда, бидејќи ја не сум независен кандидат, јас сепак представувам коалиција, но еве и зошто е тоа персонално решение. Имено зошто во тројката потеклото ми е од Источна Македонија, и по мајка и по татко, инаку они се доселени во Скопје, јас сум родена таму, меѓутоа јас сум генерално сите мои распусти, па и ден денеска го имам поминато во овој дел од Македонија и добро ги познавам луѓето тука и енергијата што ти ја нудат, а секако и проблемите со кои што се соочуваат. Имено во оној дел каде што поменав, во оние градови што ги посетив, сликата е жалосна, би рекла, најголемата изборна единица во Република Македонија моментално е најмалку бројна. Зошто? Бидејќи неофицијално над 60.000 млади и работоспособни се токму иселени од овој крај. Кои се причините? Тоа ние многу добро ги знаеме. Едноставно мислам дека овој режим системски, па ајде и не само посебно последниве 10 години од почетокот, системски се уништуваат условите за пристоен живот, а со тоа им се краде надежта и перспективата на младите. Значи, вие денеска е јавна тајна е дека нема вработување без партиска книшка. Имаме ситуација каде што е до таму навлезена партијата во сите сегменти на човековото битисување, што едноставно притисокот е преголем. И веќе доаѓаме во ситуација младиот човек не да се интересира и него проблемот да му биде дали ќе најде вработување за било што, него едноставно системот не дозволува да дојде да се изрази, буквално да се изрази и креативноста своја, мислам да добие до тежина и знаењето. Едноставно јас често пати кога говорам, велам паметните ги сотре. Значи имаме ние еден систем каде што и образованието многу поврзани сегменти со сето она што нас денеска ни се случува. Добро, да мора да ве прашам за една друга работа. Веројатно е некој колективен дух или правило на времето. Јас со кои од вашиве генерации, да сум разговарал малку помали, отскокнуваат од оно што они го сакаат во Европа. Значи тие велат во Европа, каде што сум слободен на пазарот, каде што можам да ги докажам своите квалитети, знаења, своите капацитети, а овде настојуваат да бидат вработени во администрацијата. Дали тоа е наследство од родителите кои веќе држава си е држава, социјална сигурност или малку ви бега предизвикот на вашите генерации? Зошто тогаш политичките партии да имат 30-50 подмалдок? Што е мејнстримот на вашата генерација коло? Зошто? Најпрво да одговорам, па бидејќи партиите се бирува за вработување и едноставно е во администрација да се вработи некој кандидат за вработување. Е предизвикот кој е? Па дали ние имаме економијата да видиме кои се вработи, нели, дали некој од јакнење на предприемачкиот дух, дали тоа е успешно, па не ви имате инспекција ностоп, значи за и мал бизнис или за отварање на мала фирма вас ви е потребна поддршка од партија, инаку не би можеле да опстанете на пазарот. Значи тоа е една либерализација на целиот пазар. Ние имено нудиме во нашата програма максимална поддршка за отварање и имаме направено анализа дека за 5 години може да се отворат над 30.000 мали фирми со 3 до 5 вработени. Значи преку субвенции, преку кредити, преку стартап. Значи едноставно мора да се скратат непродуктивните трошоци од буџетот, а ние велиме првен ќе се почне од укинување на репрезентацијата за функционерите. И затоа го спомнав она. Политичарот ќе си работи честно и одговорно како и секој граѓанин на Република Македонија. Додека тоа не се смени, ние веќе можеме само да говориме за некои си соништа и се надевам дека и тој мој сон ќе стане реалност. Младите генерации убаво да сонуваат, зашто ако не сонуваат, ништо нема ни да се реализира, освен ако не сонуваат нереални работи, ама мора да се трудат и нереалното да биде достапно или можно да реализира како реално. Ајде да не филозофираме. Вака сега. Да. Вие велите состојба на умот и моментална состојба, системна вредности е тоа дека вашите генерации барат изле вработување во администрацијата, бидејќи економијата нема капацитет за прифаќање на нивните знаења, се занимаваат со понатаму и со политика и наканатаму. Аналитичарите велат дека државата, партијата е едно, како во еден друг систем. Што вие, доколку граѓаните ви понудат можност да го правите тоа,
ќе реструктурирате администрацијата, ќе реструктурирате Македонија како држава со сите реперкусии социјални и економски. Повелете. Значи, она што е кај нас и клучно во програмата е рационална и ефикасна администрација. Она што ние го предлагаме е департизација и деполитизација на администрацијата за граѓанинот да може да добие квалитетна услуга. Не би сакала да се навратам локално колку од граѓаните ќе се поидентификуваат со тоа колку пати не можеле да извадат имотен лист и колку ни е бавна и спора администрацијата од за жал луѓе кои што не е ниту нивна вина, се нашле таму кај што се нашле поради други заслуги, а не поради одредени предиспозиции што треба да се имаат за таа позиција, и затоа ние велиме, ќе предвидуваме казна затвор во кривичниот законник од најмалку 1 година за секој што партиската или друга позиција во власта ќе ја злоупотреби за кршење на критериумите за вработување. Значи, нашата интенција е најквалитетните и најобразованите кадри да добијат можност да влезат не само во администрацијата. Едноставно има има пракса во западните држави е тоа, зашто да се пумпа администрацијата. Има компании кои што се отвараат, буквално што ги абсорбираат овие млади и квалитетни кадри и они после нудат услуги на владата, на законодавната власт, на судството и се добро платени за тоа. А не говориме за плата во администрација од 18-20 илјади и така натаму. А и моментално вака како што е поставена администрацијата, имам личен пример. Значи, пријател е помлад со работник 10 години. Тоа е моја генерација и он од кога завршил и извршува позицијата 10 години, вие сте помлад со работник. Немате системно унапредување во администрацијата, едноставно тоа не функционира. Така. Да се вратиме на овој изборниот дел, бидејќи повторно едно е убава е програмата сета ова и целите се убави, но реалноста е нешто друго. Граѓаните Ова ќе стане реалност. Така, се надевам дека граѓаните ќе ви одговорат вам. Тоа останува надвор од мојот домен на размислување. Така. Сега вака. Многу крупно прашање е ова редефинирање на државата, бидејќи државата е систем на органи кои функционираат согласно за уставот и законот, или барем така би требало да биде. Она што граѓаните очекуваат да кажат од сите кои им претендираат да ја заменат оваа власт, ја променат, што ќе биде со 127.000, 130, 150.000 административци. Јас досега слушнав две рационални категории. Едната е изјавата за рационализација или зголемување на работа на администрацијата, па понуда да биде и втора смена. Втората е системот последен дошол, прв отишол, она што вие го велите кога се вклучат реалните компании, тие најчесто ги бараат оние кои последни дошле во администрацијата и ги преземаат. Тоа е така во Европа. Но они тие сакат да слушнат, ќе губат ли работните места, бидејќи тоа е социјална работа. Тој страв што се наметнува закани или дека ако некој дојде ќе избрка некој од работа, не. Секој, значи секаде, па и во администрацијата има системи на проверка на квалитетот. Дали е некој од една, дали од друга партија, тоа е не. Бидејќи и по закон администрацијата вас не ви е партиска и вие немате, така треба да функционира законот. Значи, сега моментално ситуацијата е сосема обратна. Кога ќе се постават професионалци и на врвните позиции и нив ќе ги интересира квалитетот, никој не треба да се плаши за своето место. Значи, апсолутно нема никакви отпуштања. Таа рационална администрација, ние велиме, почнуваме со пакет не за администрацијата, од 123 пратеници парламентот на 90 да се намали. Значи, тоа е реално кратење. Владиниот кабинет да се намали за 50%. Ние имаме агенции и регулаторни тела кои што делуваат како паралелни институции на постојните. Мислам, а не се во функција. Имате ли информација колку се тие? Кога? Па кој ќе ви ја даде таа? Ние немаме бројка ни за администрацијата, толку и се труда да се каже, меѓутоа тоа се чува како змијано. Јас побарав некоја информација, дојдов до една бројка од 27 такви органи, регулаторни комисии и такви институции, скоро два. На една бројка 2 не верувам дека е реално. Така, има преклопување и тоа го оптеретува буџетот за да можат, замислете, административците тогаш би земале плата каква што заслужуваат, како и низ говориме кога би се приближиле кон ЕУ стандардите, Европската унија и Европската администрација. Така.
Вие сте политиколог, а ова прашање е економско. Меѓутоа, моите граѓани мора да знаат што е тоа што вие нудите. Едната страна вели по патот на рамниот данок и по патот на ниските даноци во Европа ќе продолжиме со привлекување на странски инвестиции и со погодни кредити ќе ги помогнат домашните инвеститори. Другата страна вели не, ќе го смениме системот на опорезување, речено кај нас, во кој што ќе има данок кој што ќе биде во согласност според приходите. Не слушнав дека ќе се менува ДДВ-то, дека ќе се менува персоналецот. За персоналецот слушам, но за ДДВ-то не слушнав и воопшто многу малку разговараме за тоа како ќе го полниме тој буџет на кој што сите гледаме, нажалост сите гледаме во Македонија, а тој буџет во Македонија сега за 2017 изнесува 3 милиарди и 300 милиона евра. Како, со која економска политика сметате да направите стабилен економски развој? Значи, како што претходно споменав, прво нешто што сакам клучно да кажам е дека ние сме за изедначување на условите како за странските, така и за домашните инвеститори, бидејќи сметаме дека клучот за економската стабилност е во домашното производство, а Република Македонија, богами и како има капацитети, без разлика дали тоа ќе биде ќе се насочи во кој делот во производствена гранка. Ние сите знаеме што значи земјоделството за Република Македонија и ние место да увезуваме храна, дека може да извезуваме храна како една јака стопанска гранка која што секако исто ќе има приливи во буџетот. Она што исто така друго клучно го споменав, дека развојот на секоја, барем нашите анализи покажа и така е, на секоја економски развиена држава се малите и средни претпријатија. Она што на Република Македонија сушно и недостасува. Зошто? Веќе ги споменавме причините зашто тоа се случува. Со 3 до 5 вработени тогаш би се зголемил, мислам, би се решил проблемот со невработеноста и би се амортизирал притисокот од она секој да сака да работи во администрација. Друга исто така значајна работа што ние ја предлагаме за економскиот развој е намалување на казнената политика за 2/3, како за физичките, така и за правните лица. Бидејќи видете, вие компанија со 3 до 5 вработени, што е една од главните причини зашто се затворени, не може да ви плати вас 10.000 или 20.000 евра. Тоа веќе се знае кон што води, а за жал работникот останува колатерална штета во цел тој систем на даночници, обврзници и така натаму. Потребен, имаме посебна програма за исто така и за даночната политика, меѓу другото е да нема исто како за големите компании, помалите компании да се ослободат од данокот на добивка, помалите да идат со персонален данок. Значи едно од тие решенија е што се однесува на улеснување и јакнење на економските капацитети на Република Македонија. Се обо. И како сет на мерки издржано или не издржано, нека кажат експертите, имаме една друга состојба. А таа состојба вели вака, за да се отворат такви 30.000 работни места, ни треба кој да работи. А анализата на структурата на работната сила во Македонија покажува една друга состојба. Ние имаме некаде над 60% ваши генерации помлади од вас, кои завршуваат општествени науки, да кажеме дека во овој момент 5 или 6.000 наши сограѓани студираат бизнис, логистика, туризам, што не е лошо, нели? Но студираат социологија, студираат нешто што на мапата на понудени работни места многу тешко може да се позиционира, може да се најде вработување. Има еден термин вработливост. За волја на вистината, Министерството и преку Ирис телевизија неколку пати имаше совети до средношколците, учите математика, природни науки, општествените науки са мали перспективи. Оваа година повторно 63% од студентите запишаа општествени науки. Кај ќе ги најдете тие што сака да работат 3 вработени, монерска работилница скапо платена занает, водоводчиска и не знам, сето тоа што е можно и на пазарот да најде. Каде ќе ги најдете? Знаете, при анализи на самиот образовен процес и она што ние го нудиме како реформи во образовниот систем, едно е она јакнење на занаетчиството и
и согласно пазарот на трудот, значи поврзување едноставно на универзитетите со агенцијата за вработување и пазарот на трудот. Точно е, ние моментално имаме хиперпродукција поради непланското отварање на квоти и универзитети, да речеме, мислам, секогаш е убаво да имате универзитети каде што нели секој оној што сака ќе може да се образува, меѓутоа сега се доведовме во ситуација да имаме хиперпродукција поради неправилна анализа на она што нам ни е потребно како Република Македонија. Јас кога студирав, точно се знаеше колку може да се запишат на политички науки, тоа беа 40, колку може да се запишат на правни студии, тоа да речеме беа во тоа време 200, како и на останатите факултети. Точно е дека природните науки секогаш биле помалку третирани, бидејќи оваа сфера секогаш била поатрактивна. Си да сака да бидат службеници. Да, но имаме ние зошто? Тоа е проблем во целиот од градинка па натаму образовниот систем како е поставен. Вие немате сега кога дете ќе видите дека има посебен талент или способност, па ние немаме, до сега не се направиле такви специјализирани училишта да ги повлечат, да идат инспектори, место со тоа екстерно тестирање, значи да учествуваат интерактивно и да види да тоа дете е талентирано за тоа и дајте да го насочуваме наваму. Ние за жал во Македонија се уште немаме воспоставено таков систем. Имено и ние сме за укинување на екстерното тестирање и воведување на стимулативен систем, значи на проценка на знаењето, бидејќи ова навистина не е ефективно. Она што е сведено, моментално моите сознанија кажуваат практичната настава е зголемена и тоа е во ред. Еве да не критикувам како е. Но, видете која е ситуацијата во занаечиските училишта, угостителско, електросредните. Ви имате практична настава дупло зголемена, меѓутоа непредвидено буџет за средства за тие што учат за готвачи, да им се земат намирници. Професорите не може да ги одржат часовите. Тие електро ги немате материјалите кои што на децата им требаат за нели они едноставно да видат како тоа практично ги изгледа. И тука веќе не можете да развивате за нечисто. Потребно е, значи има ресурси, меѓутоа правилно насочување на ресурсите и она што би значило дека и вака глобален буџет може да се прерасподели да дава поголем ефект. Мислам точно, не само што е глобален буџетот, ние предвидуваме без разлика од развоен буџет, кога би рекли или 800 милиони евра за нели капитални, ама и продуктивни инвестиции, па видите тие можеа да се пренасочат колку Скопје 2014 не чини сите. Тоа се непродуктивни трошоци. Не може од тоа да излезе за нечија споменикот е споменик за жал. Мислам, све е тоа во ред, ние да задржиме и една култура, но што е премногу, ќе се согласиме сите. Се согласувам све да се прави, све што значи идентитет на македонскиот граѓанин и чувството на припадност, но тоа требаше од кога ќе се решат многу големи клучни проблеми, образование, здравство и секако системски решенија за... Сега мора да ве прашам нешто во визи на едно искуство што го имате во една емисија во на Алсат. Мене беше интересно да ве слушам. Сега морам да го повлечеме тоа ваше искуство со некои од вашите изјави. За да го направите сето ова, сте детектирале дека во тројката имаме 60.000, рековте вие, луѓе кои се одселиле. Потребата од поголемо влијание на регионите во Македонија или нешто што е надвор од Скопје, веќе мораме така да зборуваме, бидејќи испаѓа дека една половина македонски граѓани живеат во Скопје и околу Скопје, е нужност. Но ќе влеземе или во еден друг проблем. Како последица од оној ваш разговор, регионализација или федерација на Македонија? Не, никако нема да се влезе, бидејќи на вистина на Македонија е потребен регионален рамномерен развој. Поготово, да, ние тогаш, имено кога дебатиравме, се алудираше на етничкиот момент за тоа што се случува во Струга, меѓутоа јас и кажав дека во Струга живеат и македонци пред се, но и дека нема инвестиции ниту пак во Источна Македонија кога говориме за тоа. Повторно стојам на истиот став дека е потребен регионален рамномерен развој, поготово за источниот дел на Република Македонија или барем она што јас го представувам, а секако и другите региони ќе имаат нели инвестиции, капитални инвестиции
1% од GDP-то според законот во Република Македонија треба да биде вложен во за поравномерен развој на локално ниво, на така наречените источноплански, западноплански, 8 региони. 8 региони. Сметате ли дека тоа треба да се поддржи, бидејќи тоа се скоро 80-90 милиона евро? Видете, сега како статистика или точно како операција, сметам дека тоа точно, да, дека тоа треба да се поддржи, бидејќи навистина повторно го кажувам дека е потребен равномерен регион. Кој важи во Република Македонија. Ете така, и тоа ќе се поддржи со тоа што секој регион ќе има можности, значи да се развива и тоа е децентрализација на капиталот. Сега ги имате целиот капитал вие сконцентриран во главниот град. Нам ни е потребна децентрализација на капиталот и на инвестициите, затоа и нудиме тоа во програмата, па дури и развој. Све тоа е поврзано со инфраструктура која што не можете да се поврзе, брзи патишта. Кога тоа сето ќе се направи во секој регион, така да инвестициите ќе бидат подостапни и ќе има можност за инвестиции на секаде низ Македонија. Така. Сега, последното прашање е така наречените европски перспективи. Нема овде да зборуваме за меѓународната политика, освен ако не се согласувате, бидејќи 25 години Македонија не направи некоја препознатлива меѓународна политика, освен она еквидистанца, но вие не сте дипломат, иако веројатно имате став околу тоа. Јас би ве прашал една работа. Значи, најголем број од граѓаните, иако тој процент опаѓа, го поддржува нашиот евроатлантска пат, интеграцијата во евроатлантските структури. Но натаму одиме некако споро. Во постојано се вадиме со тоа дека Грција не ни дава, а Европа ни поставува некои други работи. Има ли шанси вашите генерации, бидејќи овие генерации веќе ги губат надежите, да ги исполни стандардите заради нас, но што значи и побрз пат кон Европа, приклучок кон фондовите од Европа и многу подостоинствен живот барем за вашите генерации? Сега вака само реторички би прашала и би се обратила на граѓаните, значи колку денес вреди македонскиот пасош? За жал, се поголем број граѓани, поготово и од овој дел, вадат бугарски пасош како начин да има ги користат тие поволности на Европската унија да можат да работат и во странство. Она што ние, она за што ние се залагаме е тоа неприкосновено на вистина патот за членство во Европската унија и НАТО, тоа ни преку потребно на Република Македонија. Но велиме дека европските вредности, европските услови за живот треба и ние тука да ги создадеме. Не само да идеме кон Европа, туку и да донесеме Европа тука. Зошто тоа го вели и Прибе, не се само. Видете, ви имате една генерација на бизнис олигарси кои што не сакаат конкуренција од Запад и проток на работници и движење на пазарот на трудот. Тоа е една затворена група која што за жал држи доминација. Не сака конкуренција. Не сака конкуренција, меѓутоа мора да се, бидејќи тоа е добро за граѓаните. Конкуренцијата е здрава во секој сегмент од човековиот живот, не само во економијата. Така. И она што као последен сет, бидејќи 40 на минути разговараме, би сакал да ве прашам, во постојана потрага сме по некоја идентификација, постојано наметнуваме некои големи теми, се бранеме од себе, од други, некој не напаѓа. Што мислите, зошто е таа клаустрофобичност кај македонски граѓани оправдана или неоправдана? Ке ни ја земали ова Македонија или ние ќе ја напуштиме? Тоа е клучно, добро поставено прашање. Никој нема да ни ја земат Македонија. Никому не му треба, не се секирате. Никој нема да ни ја земе Македонија. Она што е на нас да го направиме, да ја направиме достојно и пристојно место за живење за секој граѓанин, значи за секој граѓанин на Република Македонија, без разлика на етничка, верска или културна припадност. Тоа е нашата цел, да ни ја земе нема. А ако не, затоа јас си велам, овие избори не се обични избори. Значи сега ќе се одлучува дали навистина ќе има промени и дали и останатите млади ќе си заминат или ќе останат
има тука и ќе им покажат на другите, ќе се борат и ќе им покажат на другите дека може да се вратат во Македонија. И тука може да го имаат животот кој што го живеат сега таму. Бидејќи Македонија е прекрасно парче земја. И на крајот, така да... сосема на крајот, вашето искуство, кој ги гледате лицава, велите дека сте по потекло од Источна Македонија, си гледате и собствените комшии во Скопје, низ Македонија, без разлика на верска, национална нека друга припадност. Кога ги гледате лицата на луѓето, што заклучувате? Нема насмевка, нема живост, нема веќе енергија, некако како надежта полека да се губи и да исчезнува, што е жалосно, мора да се даде импут. Јас затоа секогаш викам дека граѓаните сега имаат избор. Јас знам дека навистина има некои што никогаш не излегле на гласање, но мора да се одважат и тие да излезат, како и незадоволните и оние што се под страф, бидејќи не е во ред никој да живее под страф и притисок и закани и уцени, да излезат и да го дадат својот глас за оние што мислат дека утре ќе им одговараат на нив. Никогаш не треба граѓаните да заборават дека тие што ги бираат треба да им одговараат на нив, а не они не обратно да биде. Така. Ете, тоа беа вашите одговори, јас поставам прашање, она што мислам дека е важно за моеве гледачи, ваши и потенцијални гласачи, а одговорите беа ваши. Ви благодарам на поканата, ви благодарам. Поштовани гледачи, вечна дилема околу во овие мои разговори со моите гости е дали сакаме Македонија држава во која што ќе бидат граѓаните активни чинители на она што некоја политички и социјален, економски живот или ќе бидат поданици. Верувате, таква дилема има скоро сите народи на светот. И тоа не е лично чувство, туку систем на вредности и инака како функционира општеството. Што е нашава дилема? Нашава дилема на овие избори е дали ќе имаме замена или ќе имаме промена, без разлика кој ќе го избереме. Ако имаме само проста замена, за тоа го знаете вицот за качување и слегување. Нам ни е потребна квалитетно подобар живот. Кога да го изберете, ќе биде ваш избор. Моја само да ви ги представам овде претендентите на вашиот избор. До новата отворена на тема, довидување.